Ништо што мене и ништо друго не ми преостана. Туку да го барам Игор меѓу овие 88 дирки. Тој беше неговиот клавир. Остана овој раштиманиот клавир и јас често си мислам дека меѓу овие 88 дирки некаде ќе си направиме муавет. Јас и брат ми Игор Маџиров. Се сеќавам тој како мал имаше огромен љубител беше голем за покрај мене да оди на спортски риболов. И беше толку талентиран и таму што Игор за 3 години стана младински првак на Републикава. Дури тогаш многу од учеснициве, наречеме од центрите за спортски риболовци како што е Велес и Скопје, беа зачудени од каде сега излезе тој. Тој беше неприкосновен во оваа својата генерација и беше 3 пати првак на Македонија. И еве можеме тоа да го потврдиме со неговите трофеи и награди, нели, медали така натаму, еве ги овде. И како првак на Македонија, тој беше во Дојран, па и во Охрид, како капитен на македонската репрезентација, тој учествуваше и на државното првенство во оно време, нели, на некогашна Југославија, 1987 година, во родното место на познатиот југословенски нобеловец Иво Андрич, односно во неговиот роден град Вишеград. Значи, додека мене ме интересира одредени работи таму оркестрот што свири, кога ќе почнеше темата на Pink Panther, уште од сам старт, тој веднаш се претвараше во ликот на Pink Panther и едно детенце, може да се замислите едно детенце кое што го изодуваше комплетниот тепих од пред бина до сам влез некои 2-30 метри, го изодуваше точно во потезите на Pink Panther. Пум, 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 павам, и точно како го гледаше цртаниот филм, го имаше Pink Panther направено неверојатно. Што масите и луѓето беа испоседнати од лева и десна страна, се завртуваа дословно него да го гледа. Тоа беа неверојатно неговите први театарски представи. Во живо ќе го изодеше тепихот до сам излез и се враќаше, зашто добиваше бурни овации. И од 250 надпреварувачи Игор беше 6 во Југославија. Еве и тоа е исто како награда го има од Вишеград календарче кое е доживотен. Тоа не е, например, како и сите други класични за една година, него се менјат само бројките и месециве, така еве денеска после скоро 10 години од неговото од непостојање меѓу живите и се уште го имаме, нели, како трофеј, како награда, еве, да инвиту него и си ја поставуваме со жената, еве, и сликата, нели, така. Неговата прва улога мала во Белото циганче, тој беше активиран во нашиот аматерски театар, во нашиот професионален театар, во улогата на улични музиканти, кој беше толку добар што зеде прво место на општинските игри. Доста џвакаше. Цигани, луѓе. Циганите се само цигани и ништо друго. Ајде да си одиме.
Првата средба со него ми беше на приемниот испит на Факултетот за драмски уметности 1989 година. На приемниот на кој што јас бев пријавен. Инаку тој бил примен претходната година, веднаш заминал во војска. Знам дека служеше војска во Кичево. И на тој приемен беше дојден како војник на отсуство. Го земал отсуството специјално за да дојде на приемниот испит, за да ги види идните своји колеги. Беше кратко ишишан, имаше кратка црвена коса, војнички ишишана. И после тоа никогаш веќе со кратка коса не го видов. На Игор секогаш ќе се сеќавам со смеа и со солзи поради тоа што не е меѓу нас, а со смеа поради случките што ни се случува. Ама исто така ќе се сеќавам и по една од најубавите сцени што сум ги направила во мојот уметнички живот, а тоа беше на академија и тоа беше со Игор. Нам двајцата не се падна Хамлет и Офелија. Всушност, некој од нас го одбра тој диалог. И се паднавме партнери. Многу долго време сцената не ни одеше. Речиси цела година никако да тргне сцената. Мислам дека нашиот професор Милчин, кога ќе се качевме двајцата на сцена, му паѓаше мрак на очи, не можеше веќе да не гледа. Пробавме да се бакнуваме, на крај се испокаравме, дојди до тепачка. И кога конечно емоциите се смирија, кога секој си се повлече во својот свет, ние почнавме да играме онака како што мислевме, се испреплеткаа многу емоции и речиси на крајот пред самото полагање на испитот, нас ни се случи одлична сцена. Беше одлично, да не речам совршено. И се сеќавам дека еден колега му приде и му рече: Игор, би сакал ја да играм вака како ти сега. Значи, ја имам некаде во архивата таа моја сцена со Игор, ама мислам дека и ден денеска би можела истата да ја одиграм. Нормално да беше, мислам, со Игор. Мислам дека беше во втора година, кога гостувавме во Хард Рок, ги правевме тие антиреклами во чест на наградените за екранова, таа екран награда на годината која се наградуваат актерите. Учествувавме нашата класа и тој беше еден од авторите на оние антиреклами ги смислуваше. Значи, не знам, според мене Игор Маџиров беше еден моцартовски тип кој што никогаш не ја покажуваше внатрешната болка, која што како и секој млад човек уметник ја носи со себе. И дури се сеќавам дека професорот секогаш му викаше да си ја штеди енергијата за себе, да не живее толку за другите. Тоа го имам запаметено многу добра. Игор Маџиров. Кога прв пат ќе се спомне Игор Маџиров, секогаш ми текнува на македонските бајки. Затоа што мислам дека додека живееше во бајки, во своја собствена бајка. Беше нејзин писател, режисер, главен актер, понекогаш статист и беше енергија. Сите оние што живееле со Игор Маџиров, што зборувале со Игор Маџиров, што се познавале со него, поминале одредено време со него, знаат и се уште ја носат таа енергија која го карактеризираше него. Бидејќи бевме провинцијалци двајцата, по некоја таква линија се здруживме. Јас работев во ноќен драгстор, што значи навечер, преку ден идев на факултет, он со мене беше по цела ноќ на телефон. И некако ми помагаше да поминам низ тие долги продавачки ноќи. Он беше онлайн продавачка во тој драгстор, дежурна. Имаше неверојатен смисол за хумор. Неверојатен. Неговиот живот беше антидрама, беше гротеска, понекогаш беше се што другите не може да си го дозволат.
Неговите приказни извира од неговата глава и во моментот знаеше да направи таква приказна во која ќе се вклучат сите и ќе изимпровизираат и од тоа ќе се родат анекдоти. Еве ги гледате двајцата најдобри возачи денеска на денешницата. Тука се Сена и Прост. Сена има прва пол позиција, Прост, еве гледате се загреваат. Сега ќе видите загревањето. Браво Сена. И сега треба да стигнат на старт тие, ќе стартуваат, имаат различни стилови на стартување. И гледате тие големи семафори горе. Црвено има и зелено. Сега ќе видиме стартот кој што е повторен. Еве тргнуваат. Да го видиме. Да. Еве го тој удар на Сена. Да, тие серија на удари. Борба, тоа е страшно. Сега ќе ја вратиме снимката од режија, ги молам да ми ја вратат снимката. Не, сега ќе видиме повторено што се случи, бидејќи од преголема брзина нашите гледачи не видува што се случи на вистина. Во 300 км на час, тешко е да се види се. Еве тргнуваат. Но тука тоа колега се вика прекрасно, прекрасно. Да, тоа се вика колега slow motion. Slow motion е голема работа во телевизијата, но нашата телевизија може се. Гледајте, тоа е. Еве ги тие дуели. Дуели. Да, да. Еве го тој удар сега. Прекрасно, прекрасно. Сена и го... Прост. Да, прост Сена е Сена. Сена. Да. Да го видиме тоа. И сега ќе ја вратиме снимката и да го видиме оној старт кој што не беше повторен, кој што успеа. Прекрасно. Еве сега повторно се на старт возачите и тие сега помалку ќе тргнат. Еве тргнуваат. Тоа е финтата на Сена со која што тој стекна мала предност. Трката станува интересна. Интересна е трката, се возат голема брзина, тие си поигруваат од толку се големи професионалци што си играат со тие брзини. Каде е Сена? Сега ќе видите тој момент кога му е буквално на грб Прост на Сена. Тоа често му се случува. Тоа често му се случува на Сена и тој е вознемирен тогаш. Станува нервозен. Да. Тој не поднесува. Не поднесува некој да има зад грб. Сега зад петиците му е буквално Сена во еден момент гледате буквално зад петиците. Прекрасни петици, тоа е прекрасна борба. Да, прекрасни кадри гледаме вечерва во Есторил во Португалија и сега двајцата возачи ќе влезат во бокс. Па да го видиме боксот. Во боксот секогаш станува јасно кој е во предност. Да. Ајде. Сега ќе го видиме променувањето на гумите. Прекрасно. Тоа променување на гумите, Ферари е прв, тимот на Ферари е прв. Гледате надмокноста на Ферари, меѓутоа Сена има секогаш располага со финти со кои што се служи. Джокер во покер. Джокер, да, секогаш има джокер во рака. Еве, гледате и сега ќе видите финишот. Финишот. Вистински фотофиниш. Ова е последниот удар. Сена тука се удри со тркалото. Да, тоа е последниот дефинитивен удар кој што Сена му го задава на Прост и Сена е прв во оваа трка. Игор Маџиров беше прекрасна личност, имаше совршена смисла за хумор, беше секогаш ведар, беше насмеан, беше секогаш спремен да помогне, но и да побара помош ако е тоа потребно, затоа што тоа на некој начин го отсликуваше неговиот карактер. Дружењето на факултет сепак остана како, за мене барем, како траен белег во однос на тоа пријателство. Се сеќавам на... Тоест, сега вака кога би сакал да се присетам, не би можел сигурно да се присетам на ниедна во детали од сите тие работи кои тој така совршено ги правеше во однос на покажување на својот дух, во однос на својата духовитост. На дедињу ти то спава, на дедињу ти то спава, он не спава веќе, он дрема, он не спава веќе. Чарап е ударник. А што би значило тетовирани души? Тоа било као души од тетово или не знам што би значило Пакистан. Пакистан било на почеток на школската година, која ќе дојде втора година на студии, пошто не може да си го плати станот, да си плати некој подобар стан, ќе мора пак во истиот стан да биде, и значи Пакистан. Многу го сагаше Хармс, многу го сагаше Чехов, тоа
За некој би звучала некаква диаметрална спротивност во однос на тоа се два различни типа на пишување, но он беше доказ за тоа дека тие два различни начини може да се спојат во едно и он ги сакаше подеднакво. Со чиста совест можам да кажам дека тој беше гениалецот на нашата генерација. Каде убавице? Блазе си ми, в преградка ми идеш, а? Кој си ти? Кој сум јас? Јас сум царот на шумскиот зверилник лично. Од дворските кодоши дознав дека во дворецот на нашиот одзверен звер се наоѓа најубавата меѓу најубавите. Па си реков, еве згода, на мојот дворец ке ја водам. Ма многу ме плашат твоите шипи. Гледа одве и нозете ме крепат. Така ли? Кога би говорила за мојот колега Игор Маџиров, би кажала дека кога се појави во нашиот театар, едноставно нашиот театар тогаш беше стана поинаков. Поинаков во смисла што внесе еден позитивен дух, едно весело расположение, знаеше да биде секогаш насмеен, знаеше секогаш да ги кажува своите интересни приказни што се случува околу него. Највеќе раскажуваше за своето семејство, за својот брат, за неговите сите авантури што ги има доживеано со брат му кога патувале заедно. Го паметам како човек што секогаш беше среден, значи, кога би кажувала бидејќи сепак се работи за машка особа. Игор беше исклучително педантен, зрачеше со позитивна енергија, имаше прекрасен смисол за хумор. Иако мене некој нешто ме праша, од мене треба се и се што да се плаши. Да се плаши? Немој да мижиш, ама немој да се грижиш. Што барајки сенка, низ цела шума цапнав, за да најдам место, со сласт да те лапнам, со сласт ке те лапнам. Остави ја, господару. На Игор се сеќаваме буквално секој ден, бидејќи и неговото столче и неговата маса во гардеробата машка се уште никој не го користи, неговата слика се уште стои, едноставно како тука да е и ден денес со нас. И убаво е тоа што сите негови реплики ги кажуваме малтене на секоја представа. За тебе веќе нема надеж. И постојано кога ќе се појавеше во театарот, буквално оживувавме со него. И повторно ќе кажам, значи колку време да помине, ова го правиме сега за 10 години, воопшто не се осеќа дека 10 години поминале. И ми се чини колку повеќе време да помине, ние нема да го заборавим Игор, бидејќи Игор е постојано со нас, бидејќи Игор е постојано во нашите представи. Постојано се сеќаваме на него без разлика каде да одиме на кое патување и постојано велиме да беше сега Игор со нас, ова ќе го направиш. Зарем уште сакаш ќоте да јадеш? Што повеќе од царот луѓе да ги сакаш по твоја нека биде? Нема веќе така вака. Образата моја овде веќе нема место. Еве веќе почнав да ја губам и свеста. Нема зошто повеќе разговор да водам. Ајде збогум на сите, дома ја си одам.
нема секунда, нема минут, нема ден да не помислиме на него и да не се насмееме на тие шеги што тој ги правеше. Од најбанална работа он знаеше да направи шега. И секогаш тоа завршуваше со смеење до солзи. Тој беше близок на најразноразни начини со секој од колегите. Знаеше со секого да се почувствува на еден поинаков начин. Сега можам да го кажам тоа, например, за односот према мене и Предраг. Многу не сакаше и стално ме викаше: каде сте, фамилио? Ве обожувам, фамилио. Значи, на секое доаѓање во театар кој ќе не видеше, значи, толку му недостасуваше, предпоставувам, тој фамилиарен живет, меѓутоа со оглед на годините што тогаш ги имал, не можел да се откаже од ноќните лудувања и од девојките, за кои можам да кажам дека беше магнет едноставно за нив. Имаше една случка на Виенска аеродром, седиме, нели, сите од нашиве колеги мажи, една прекрасна девојка седи и чека, нели, да ја дојде редот за летање. И сите од нашиве колеги поминуваат, кој намигнува, кој дава до знаење дека она многу убава и не знам. На крај се појавува Игор, седнува пред нејзе. Молчеше 15 минути и ја гледаше директно во очи. Девојката за 15 минути попушти, му се насмеа, стана и за рака седнаа во првото кафуле да пијат кафе. Прв пат вистински го запознав во театарот за деца и младенци. Кога дојдов 99-та, некаде септември месец, средината на септември месец. За жал имав прилика многу кратко да го имам во мојот видокруг, физички. Иако толку многу длабока трага оставил кај мене, што е многу тешко да се опише со било каков збор, па и да се напише било каков текст за тоа. Ке биде можеби клише, нели, повторување ако кажеме дека беше единствен, уникатен и дека му немаше така. Едноставно му немаше сличен, но така е. Клише не клише, така е. Игор пред се као појава, значи со својот изглед, со таа коса, стварно коса, начин на однесување, комплетниот негов изглед, мислам дека е, ќе речам, предодреден за детски театар, да игра за деца. Ова го зборам затоа што бев сведок и у тие представи што игравме заедно, дека децата, без разлика што и да игра, се врзуваа за него. Значи, тоа е некоја од Бога дадена и дарба, и харизма, и појава, и стас, и уопшто начин на однесување, и начин на игра во театарот, кај што децата навистина го сакаа. Можеби им делуваше нестварно, може им делуваше, како би рекол, како некоја нивна играчка детска, како некој за кој се врзуваат, кој им е интересен, како лик од бајка, како реков нестварно, како нешто што е чудно и интересно. И он тоа го имаше. Може не бил ни свесен за тоа, може бил свесен, али он тоа го поседуваше. И децата се врзуваа и го сакаа. Јас сум обичен чевларски син. Јас сум искинат опинок мал. Нејзе и прилега највисок чин. Таа е ќерка на крал. Збогум со ништа Жанет, Жанет. И беше талентиран за музика, поготово за свирење разноразни инструменти. Добро свиреше клавер, солидно тропаше тапани, меѓутоа свиреше гајда, што беше многу интересно. Потекнува од гајдаджиска фамилија. Неговиот дедо свирел гајда из урла и имаше афинитет кон народните инструменти. Свиреше феноменално кавал, исто така. Мислам дека кавал најдобро свиреше, бидејќи во еден период се запиша во училиштето на Пеце Атанасовски за народни песни и танци. Ги знаеше сите ора
И Кавало го свиреше перфектно затоа што не само што ги посетуваше тие часови, кај Пеце Атанасовски, со кој што и лично се знаеше, туку и многу вежбаше дома. Го доведе до едно совршенство и феноменално свиреше. Игор Маџиров беше навистина посебен човек, секогаш привлекуваше внимание и мислам дека не само со изгледот, имаше црвена долга виткана коса, него и не со однесувањето, него имаше нешто што привлекуваше внимание кај него. На пример, кога бевме во Тајван на една турнеја, за локалните што беа, значи, прередувачи, техничко особле и такви некои, направивме една мала приредба. Имаше една песна што ја спремавме за не знам што. И тука секој имаше свое соло парче. Игор тука рецитираше, да не кажам рапуваше. И на сцената со него беа и некои колешки што се, можем да кажам, и професионални пејачи. Ама Игор, само што го зема микрофонот, уште пред да отвори уста доби аплауз од присутните. Значи, луѓето на другиот крај од планетата се почувствува дека и кај нив влијае тој негов шарм. Игор беше како лик создаден од детските бајки. Во него можеше да се сретне и Могли, и Петар Пан, и Малиот принц, а децата најлесно го препознаваа тоа дете во него и едноставно без исклучок сите го обожаваа. Сакаше да ги развеселува луѓето и сите нас овде како колегите, и само што ќе влезеше во театар се создаваше сосема поинаква атмосфера. Атмосфера со смеа, со шега. Знаеше да ги раскажува оние секојдневни случаи од дома до театар. Може би за нас тие беа секојдневни, меѓутоа тој тоа умееше да го направи во негов стил театрално. Аз лично като режисьор много така преследвах, гонех, много му се карах, а дълбоко в себе си страшно го обичах. Защото беше първо много весел човек. Такъв човек вече весел в този театър от тогава, когато него го няма. Някак си и хумора секна по някакъв начин. Неговия специфичен хумор, който имаше и който всички ние страшно обичахме. А той уж беше така само в смеха, в веселието, а се оказа, че ни липсва като актьор и като човек, който можеше да направи едно блестящо бъдеще, може би. Това е, което мога да кажа за него. Много го обичах по свой начин и много съм го тормозил като режисьор. Ако има и ме гледа от някъде, му се извинявам много за това нещо, защото той заслужаваше друга съдба и сигурно много пъти щяхме да работим заедно след това. Игор беше глумец, много приятен човек, дружелюбив и своевременно го кажав тоа дека сите театри и да нема треба да измислат по еден Игор да имаат во театарот. Ако не друго, за атмосферата и за убавината на професијата кога ќе дојде во една критична фаза. Секогаш бевме добро примени гости кај него дома. Знаеше многу убаво да готви, морам да го спомнам. Оризот со пилешко што го правеше, тоа никогаш нема да го заборавам. Меѓутоа и не само тоа, него знаеше да сготви некој специјалитет и да не повика на ручек. Имаше голема дарба за готвење. Голема дарба за готвење, беше многу вешт со рацете. Значи, кога ќе видите вака, мислите дека трапа вре, дека ќе се утепа по скали или уопште по пат, али беше доста вешт со рацете. Кај него дома на гости сум имала прилика да одам неколку пати. Мислам дека беше еден од најпедантните машки што сум ги запознала воопшто во животот. Ми ја направил најубавата тава ориз со зеленчук. Беше одличен готвач, готвеше
разни јадења и готвеше многу добро. Но најважно беше тоа што секогаш наоѓаше време да сготви нешто. Готвеше многу вкусни јадења и никогаш не го мрзело да направи супа или да направи компир манџа или граф или било што. И тој растеше и веќе можеше да се нарече вистински волк. В театъра той направи една изключителна роля за мене. Казвам изключителна и толкова силна дума употребявам, защото наистина аз тази постановка Маугли, в която той играеше самия Маугли, след това съм я правил в поне още 2 варианта, след като излезе в този театър, тъй като в театъра след неговата смърт тя не се е играла вече тази постановка. Но и във вариантите, които аз след това направих, и то не само в България, и в други страни, не можах да намеря такъв Маугли, който да бъде толкова истински и толкова децата да го приемат като Маугли. Тоест той остави следа и в творчеството си по някакъв начин. В този театър той остави следа с тази роля и всеки един, който е от това време в театъра, знае какъв Маугли направи той. Најдоброто Маугли што го имам до сега гледано. И не ја обновив таа представа, затоа што не може да најдам за сите овие години некоја копија или приближно до него. Мислам дека во неговата театарска кариера е убедливо најдобрата улога што ја има направено. И мислам дека нашиот театар заради него може да се пофали со еден од најоригиналните Маугли што некогаш се појавени, што некогаш е појавен на театарските сцени. Една од врвните представи на театар за деца и младинци е представата Маугли, во која тој играше насловен лик и беше навистина пред се беше Маугли како појава. Секогаш и секаде, кога можеше да ми помогне, секогаш ми помагаше. Ме упозна со милион луѓе. Имаше страшна харизма и беше некако весел. Ја го памтам Игор како харизматичен. Кога седевме у бифер, нон-стоп имаше он нешто да каже, нон-стоп имаше некој да посочи. И во суштина сакаше на луѓето да им помага. Мислам дека најважното за Игор беше што беше човек без маски. Немаше маска. Тоа што го мислеше го кажуваше. Тоа што го болеше го кажуваше, што е вистинска реткост и во денешно време. И најтешките негови моменти знаеше да ги каже со таква ведрина и грееше. Исто како што грееше и на сцена. Детето со црвената коса. Едно дете кое што по мене мислам дека не требаше да го земе Бог. Тоа чедо ми стана не само саканик, него и љубов. Човечка љубов, татко-син. Во смисол дека од него ќе стане нешто големо. Дојде во Скопје, заврши факултетот, се вработи во театарот за деца и младинци, му се радував кој играше. Он тате ме викаше, јас него сине. Се дружевме многу
Мечтаеше многу за љубов, мечтаеше многу за поезија, мечтаеше многу за другарство. Тој имаше толку многу животна енергија, страст и би рекол и апетит, скоро за неколку просечни човечки животи. Игор беше човек што сакаше убави костими, сакаше убаво да изгледа и сакаше кога ќе се облече, посебно во кралските костими, да го изгледа тоа кралски. Имаше еден маниризам на, како да кажам, на носење на такви костими и секогаш беше спремен да го проба костимот, да се испрчи на некој начин својата долга црвена коса, како што знаеше, и да го износи не само елегантно, убаво, туку и весело, маниристично. Многу дни преброивме ние, како чум на немирно море, насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе. Игор Маџиров. Точно пред 6 години овој актер си го одзеде својот живот, така барем рече истрагата. Тој се фрлил од 13-тиот кат во зградата во Капиштец во која што живеел. 6 години подоцна неговите родители прашуваат дали навистина Игор се самоуби. Тие тропале на повеќе верати на надлежните институции, меѓутоа не успеале да добијат одговори на повеќе прашања. По смртта на Игор се случува многу лоши работи. Пред се во медиумите се пишуваа многу невистини, се пишуваа многу измислици. Имаше новинари кои што пишуваа дека бил член на некоја си сатанистичка секта. Смешно. Поготово за оние луѓе кои што го познаваа. И оние луѓе кои што му беа блиски пријатели го доживеа тоа како, и колегите негови го доживеа тоа како навреда, лично. Заради тоа што единствената секта на која што Игор припаѓаше беше театарот за деца и младинци. И ништо повеќе. За него ми е многу тешко да зборувам, затоа што тој беше прекрасен син. Имаме многу убави спомени од него. Се обидувам тие 10 години некако да се смирам, мислејќи на тие убави работи што ги доживеавме со него. Меѓутоа, самиот факт дека веќе го нема, особено начинот на кој што го снема, многу ме боли и многу ми е тешко. Од Скопје ме повика главниот истражувач на случајот и ние со сопругата заедно отидовме во Скопје во неговиот кабинет. Тој ми рече дека навистина тоа е малку и забрането за таква приватна личности, но тој ми понуди. Од кога бевме во неговиот кабинет, тој ни покажа сликите од смртта на Игор, како лежи тамо доле, и ни кажа дека не се работи овде за само убиство, туку Игор е убиен и се работи за класично убиство. Значи има историја на некакво насилство. Јас лично, значи, бев да му помогнам да ја поправи искршената брава од неговата врата, значи од вратата дома. И во таа пригода он мене ми рече дека тоа било после некаква расправија со неговата девојка, дека она се јавила на таткој и дека таткото на девојката и нејзиниот зет ја скршиле вратата. Го прашав дали имаше нешто, дали те тепа, рече не, само за косата ме повлече зетот, мислам, рече. Се обидував некако да се дојде до вистината, да се скине тој превес
што се вее над неговиот гроб за тајната на неговата смрт, меѓутоа се беше безуспешно и не можам ниту да се сватам како можат да живеат тие луѓе што не овозможија да се спроведе истрага за неговата смрт, која што и самите тие ја нарекуваа многу мистериозна. Како и да е, во тие 2,5 месеци последни од неговиот живот, ние воопшто не зборувавме. Или зборувавме така, службено, во рамките на пробите или на представите. И тоа никако не можам да си го простам, бидејќи доколку беше се во ред со нас, веројатно таа последна кобна вечер поинаку ќе се развива работите, затоа што тој и претходно кога имал проблеми, некои своји лични во животот, секогаш ми се јавувал прво мене. Во било кое време и било каде и да е, секогаш ме барал мене да отидам да му помогнам нешто или нешто да или тој да дојде кај мене и да преспие кај мене вечерта и така натаму. Така да мислам дека никогаш нема да си простам тоа што ете по моја вина се искаравме во Тајван и веќе до крајот на неговиот живот и не прозборивме. За неговата прерана смрт веројатно во голема доза сме сите ние одговорни околу него. А во уште поголема доза веројатно и тој самиот. Чувствувам дека не можам да умрам се додека не се расчисти зошто и како го снема мојот прекрасен син. Тоа ми е многу тешко. Аман мајче, се окриме и куртули ме отисум еден на мајка и на татко. Кога ќе погледнам наназад, мислејќи за тоа каква би можела да биде неговата кариера да беше тука, претпоставувам дека тој ќе имаше уште многу работа. И се што можам да кажам е дека огромна празнина е таму каде што го нема него сега, дека ми е многу жал и дека и јас сум една од тие кои никогаш нема се помират што Игор не е веќе овде. Оние кои што се виновни, нека биде тоа што ќе биде со нив. Тоа што треба да биде.